По успешниот настав во првото коло и победата против Вардар во Неготино, Брегалница во средата обезбеди пласман во осмина финалето на националниот куп. Утре на градски во Штип ја очекува втора првенствена средба против тимот на Партизан Обрашани. Мислам дека нема да биде лесно. Самиот резултат од првото коло го покажува тоа, бидејќи тие победија во првото коло со 2:3 со екипата на Сасово Каменица. Тоа кажува дека нашите фудбалери треба максимално сериозно да го сванат на преварот, играјќи да дадат 100%. Мислам дека доколку покажат, доколку ја изиграат нашата препознатлива игра, нема да имаме проблем. Тоа зависи од нашите фудбалери. Мислам дека сите се подготвени да го дадат максимумот и да докажат дека овој одличен почеток не е случаен. Првото коло минавме во Неготино со еден одличен резултат и игра за куп надпревар исто така. Одигра одличен надпревар, сега останува само да продолжат во исто темпо, да ги освоиме овие 3 бода за во понатамошниот тек да се спремаме, бидејќи не очекуваат повеќе тешки надпревари. Противникот на Брегалница, Партизан од Обрашани, е нов второлигаш, кој во првото коло изненади со добра игра и победнички се врати од македонска Каменица. Како и на секој надпревар, така и на утрешниот надпревар против екипата на Партизан Обрашани, новиот второлигаш, ние ќе влеземе максимално подготвени, се со цел да ги освоиме посекуваните 3 бода. Мислам дека нема да биде лесно како што повеќето од нас очекуваат. Треба да се вложим доста напор, да се изигра нашата препознатлива игра, се со цел да дојдеме до тој посакуван резултат и до 3 бода. Мал хендикеп за нас на утрешниот надпревар ќе биде неиграњето на двајца наши стандардни првотимци, Мишев и Размуски, но сепак мислам дека нивното отсуство ќе го надополниме со враќањето на Иван Митров во почетниот состав. Играчите се тие кои на теренот ги спроведуваат тактичките замисли на стручниот штаб и го трасираат патот кон успехот, односно кон победата. За утрешниот надпревар се подготвуваме како и пред секој друг надпревар. Екипата Партизан Обрашани за нас е непознат противник, меѓутоа ние, значи, како и пред секој надпревар со секоја друга екипа, сме максимално подготвени, со максимално ангажирање. Очекувам утре да ги освоиме на 4 бода. За нас утре се освен победа би било неуспех. Екипата на Кидго по прекрасниот успех со победата против фаворитот Шкупи обезбеди пласман во осмина финалето на македонскиот куп. Во ова второ коло ќе гостува во Неготино на тимот на Вардар, кој пак во првото коло како домаќин загуби од Штипска Брегалница. Еве ги комплетните двојки за ова второ коло. Брегалница Партизан Обрашани, Кожув Детонит, Вардар Неготино Кидго Пекчево, Плачковица Тиквеш и Борец Каменица Саса. Сите надпревари ќе се одиграт во сабота, 25 август, со нов термин на почеток во 16 часот и 30 минути.